Започнува светот денес на Тера. Еве ги настаните на денот. 4 лица со тешки телесни повреди во синоќешната незгода. Жолтата фаза не стаса. Битолскиот универзитет подготвен за уписите. Со животот не се прави со реклами, велат од ИВЗ. 4 лица се со тешки телесни повреди во вчерашната сообраќајка, во Битолската болница на лекување се уште 10 лица. Јавен обвинител и увидна екипа на СВР Битола направија увид со цел да се откријат причините за несреќата. Маја Богоевска. Вчера попладнето во Битолската болница беа примени 21 лице кои беа повредени во тешката сообраќајна несреќа што вчера во 15 часот и 30 минути се случи кај мостот на реката Шемница на патот Битола Демир Хисар. Од вкупниот број повредени во Битолската болница има уште 10 од нив, од кои потешка е состојбата на една пациентка. Од вчерашната сообраќајна незгода во клиничката болница Битола денеска на болничко лекување се задржани уште 10 пациенти. Значи вчера имаше 21 пациент кој што помина низ клиничката болница Битола, денеска уште 10 пациенти се хоспитализирани во болницата и тоа на различни оделенија. Една пациентка е со тешки телесни повреди, таа е во службата за анестезија, реанимација и интензивно лекување, значи е свесна, контактибилна, се прават сите потребни дијагностички и терапеутски процедури како во текот на вчерашниот ден, така и денеска се продолжува со истиот континуитет. Каков ќе биде исходот понатаму, значи не можеме да кажеме, меѓутоа станува збор за тешки телесни повреди. 4 пациенти уште се останати на оделението за хирургија, хоспитализирани, тие се во добра општа состојба. Еден пациент е задржан на ортопедското оделение, тој е без фрактури и најверојатно во наредните дена ќе биде пуштен на домашно лекување. Останатите 4 пациенти од ортопедско се пуштени на домашно лекување. 3 пациенти уште се задржани на оделението за неурохирургија, тие се свесни, контактибилни и се со лесни телесни повреди. И уште еден пациент е задржан на оделението за максилофацијална хирургија. Од СВР Битола велат дека учесници во сообраќајката се 2 автобуса со битолски регистрации, едниот превезувал работници, а другиот патнички автобус. Во сообраќајната незгода учесници се возило автобус Рено со битолски регистерски таблици, управувано од возач со иницијали ПМ, 55 годишен од Крушево, кој во незгодата се здобил со телесни повреди. Возило автобус марка ФАП Санос со битолски регистерски таблици, управувано од возач ТЈ, 43 години од Крушево, кој исто така во незгодата се здобил со телесни повреди. Во сообраќајната незгода 21 лице се здобило со повреди, од кои 4 лица со тешки телесни повреди. Повредените лица се на возраст од 19 до 59 години. Сообраќајната незгода настанала при судир помеѓу возилата кои излетале од патот, од кои едното во реката и се превртело. Од полицијата потенцираа дека не е првпат на ова место да се случуваат сообраќајни незгоди. Со оглед на тежината на сообраќајната незгода и тоа што возачите се повредени, на возачите е земено крв и урин. И допрва ќе се утврдуваат причините за незгодата. Местото каде што е случена сообраќајната незгода е црна точка, место каде што и претходно се случувале повеќе сообраќајни незгоди. Така, например, пред нецел месец е случена сообраќајна незгода каде што 2 учесници беа со тешки телесни повреди. Патот Битола Демир Хисар вчера беше затворен до 18 часот и 45 минути. Увид на местото е извршен од јавен обвинител и увид на екипа на СВР Битола. Прибрани се доказни материјали со цел да се откријат причините за несреќата. Македонија, односно Охридско-Преспанскиот и Полошкиот регион влегува во жолта алертна фаза. Министерството за здравство со препораки и упатства како да се справиме со жешкото. Охридско-Преспанскиот и Полошкиот регион денеска ќе бидат зафатени со жолта, односно алертна фаза. Според најавите на метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи, со температури кои ја дефинираат алертната фаза, ќе бидат офатени Охрид, Струга, Дебар, Ресен, Тетово, Гостивар, Кичево, Маврово и Македонски Брод. За денеска во земјава е најавено температурата да достигне до 38 степени Целзиусови, а повисоки температури до 39 степени се најавуваат до крајот на неделата.
Министерството за здравство соопшти дека граѓаните од тие региони, како и останатите граѓани, треба да ги почитуваат општите препораки за населението за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во период од 11 до 17 часот, консумација на лесна храна и течности, хигиена на раце и хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапија, така и хронично болните лица. За заштита на населението од високите летни температури се препорачува во текот на екстремно топлите денови да се остане повеќе во затворени простории, пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори под сенка, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа. Светлите бои ја рефлектираат светлината. А при сончање да се користи крема со висок заштитен фактор, да се внесува помало количество храна, главно овошје и зеленчук, а помалку масна храна, да се внесуваат големи количества течности, најдобро обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолните пијалаци. При влегување во возило потребно е тоа одреден период да се проветри, а хронично болните лица редовно да ја земаат препишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури, зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања стои во соопштението, се препорачува задолжително миење на земјоделско-градинарските производи, свежи од зеленчук и овошјето пред нивната употреба, термичка подготовка на храната и нејзино конзумирање во многу кус рок по подготовката, и ако тоа не се направи, така подготвената храна да се стави во фрижидер на 8 степени, а пред употреба да се загрее на 100 степени, да се избегнуваат производи кои термички не се обработени како мајонези од домашни јајца, а внимателно да се конзумира сладолед и разни кремови. Од Министерството подсетуваат дека граѓаните имаат можност да добијат здравствен совет во однос на почитување на препораките за заштита од високи температури и информации од превентивен карактер на мобилните едукативно-здравствени пунктови поставени во сите градови во државата. Се зголемува бројот на туристи. Податоците покажуваат дека странски туристи се повеќе ја посетуваат земјава за разлика од домашните. Во јуни статистиката регистрира вкупно 70.673 туристи, што представува раст од 4,2% во споредба со истиот период на лани. И бројот на ноќевања за истиот споредбен период е зголемен, и тоа за 1,5%. Сепак негативен тренд е забележан кај домашните туристи, каде бројот е намален за околу 11%, за сметка на странските посетители, каде се зголемил за над 11%. Битолскиот универзитет го дополни конкурсот со нови слободни места. Таму годинава има 3665 на сите единици на универзитетот. Од таму велат, ние сме правиот избор, а тоа го потврдуваат и завршени студенти на челни позиции. Денеска е првиот ден од пријавувањето на идните академски граѓани. Факултетите подготвени ги отворија вратите. Битолскиот универзитет, иако го објави конкурсот со слободни места, истиот претрпи измени. Со веќе објавениот конкурс за прв циклус на студии, кој што е дополнет со дополнителен број на места за Факултетот за туризам и угостителство Охрид, во оваа прилика сакам да изразам нашата благодарност до Министерството за образование и наука и до владата, затоа што излезе во пресет на нашето барање за дополнителен број на студенти, така да во овој нов сега конкурс, изменет и дополнет, че имаме вкупно 3665 слободни места на сите единици во рамките на универзитетот. Денеска, утре и в петок се уписите за првиот циклус студии на сите членки на универзитетот. А вториот циклус на студии, конкурсите ќе бидат објавени, како што спомнав, прекратно накнадно. Уписите ќе бидат во септември, во октомври и во ноември, во соодветни термини, додека за првиот уписен рок, вториот термин е на почетокот на септември, а третиот термин е 15 септември. Значи, во целиот овој период имаме еден размак од месец дена. Заинтересираните кандидати че можат преку средствата за информирање, преку веб страната на универзитетот, преку непосредни контакти, преку сето она кое што значи нивна можност за информирање во услови кога светот е сега еден глобално село, кога се тие комуникации се можни да се информираат и за студиските програми, кои што се во огромен број, и за професорите, и за сето нешто го нудиме како предметни програми, и да го направат нивниот вистински избор.
Пораката од универзитетот е дека ако идните студенти го изберат битолскиот, нема да сгрешат, бидејќи ќе изберат традиција, искуство, сигурност и сигурен пат кон професионалната ориентација, место каде ќе добијат можност за валоризација на знаењата, поттик на интелектуалната способност на поединецот, а тоа е патот за станување движечка сила во општеството. Атанасовски додава дека информациите за кадарот, програмите и самите факултети се добиваат најмногу од актуелните студенти. Кои што се на некои функции, имаме многу завршени студенти, дипломци, кои што успешно продолжуваат кариерата на други институции, се на врвни позиции, кај нас во државата на најврвната позиција е дипломиран економист од нашиот универзитет, така да не докажале дека како универзитет продуцираме кадар кој што има квалитети и способности. Повикот за упис останува отворен, а самиот поединец одлучува за својата иднина и тоа дали амбицијата, идејата и желбата ќе ги претвори во резултат. Еве што ќе гледате во продолжение. Достоинство за рамковниот. Останете со нас, се враќаме по паузата. Промоција на книгата Битолчанката, мајка Шумљанска. Чувари на галаксијата и платеници во 3D киното во нашиот град. Се одржа уште едно издание на Басфест. The Sound Messengers со настап во кафе бар Интермецо. Четири лица се со потешки телесни повреди во вчерашната сообраќајка меѓу два автобуса кога беа повредени 21 лице. Во Битолската болница на лекување моментално се уште 10 лица. Владата на предлог на Министерството за труд и социјална политика разгледуваше и усвои акцијски план со кој е предвидено до крајот на 2014 година да се отворат 14 нови градинки на територијата на земјата. Податоците покажуваат дека странски туристи се повеќе ја посетуваат земјава за разлика од домашните. 32 годишен македонски државјанин е еден од 40 уапсени џихадисти во големата акција која пред некој ден ја спроведе косовската полиција. Украинскиот премиер Јаценјук порача дека неговата земја ќе прифати странска хуманитарна помош само од Меѓународниот комитет на Црвениот крст. Украина не дозволува рускиот конвој да мине низ земјата. Протестите се со цел да им се даде поддршка на илјадниците језиди во Ирак, на кои им беше даден ултиматум од милитантите на Исламската држава да го прифатат исламот или да си одат од земјата или да бидат убиени. По повод 13 години од подпишувањето на рамковниот договор, Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор организира трибина на тема Втора декада Охридски рамковен договор, потреба и обврска на патот кон евроинтеграцијата. За поуспешна примена на Охридскиот рамковен договор потребна е заедничка визија, без било која етничка заедница во земјава да се почувствува обесправена, се согласуваат учесниците на дебатата. Не може да очекуваме важен напредок во активното проширување на ова рамка која го стимулира договорот, додека една страна тоа гледа како добивка, а другата страна како едно нужно зло. Треба да градиме една заедничка визија за тоа што представува овој документ и докаде незиниот дух влијае во нашето општество. Нема дилема околу дефинирањето на договорот, сметаат представниците на академската јавност. Сметам дека сите овие промени што настанува со Охридскиот договор мора да се реализираат во рамките на либерално-демократските принципи и процеси. Тоа значи дека мора да се отвори целокупната структура кон најзначајните прашања целосно. Дел од говорниците со забелешки за отсуство на представници на владеачката ВМРО ДПМН на настанот. Имам впечаток дека кога колегите од ДУИ кога говорат за духот
мисля за некој добар дух како Каспер од цртаните филмови, а друга страна владеачката партија кај мнозинската заедница кај македонци ВМРО-ДПМН има некоја улога на истерувач на духови. Се она што ќе го спомене Дуи за нив не е добриот дух, туку се некои зли духови и се обидува на тој начин да собере поени. Лесно е да се занемарат придобивките од договорот кои произлегуваат од досегашната примена, велат дипломатите. И уште многу треба да се направи за да се создаде вистински демократска земја и просперитетна земја овде во Република Македонија. И мислам дека овие настани не потсетуваат дека се уште постои поделба во оваа земја. И ако ги игнорираме таквите поделби или ако се преправаме дека не постојат или ако не направиме ништо во врска со нив, тогаш заземаме еден опасен пат. Инаку денешната дебата беше насловена втора декада Охридски рамковен договор, потреба или обврска на патот кон евроинтеграцијата. Денеска од партијата Достоинство од Битола пред споменикот на паднатите бранители се огласија истакнувајќи дека не признаваат никаков договор кој нема функција да го подобри меѓуетничкиот соживот во земјата. Денес е 13 годишнина од постоењето на рамковниот договор. Иако поминаа толку години од конфликтот во 2001 година, сепак раните и сеќавањата се уште свежи кај сите бранители. Ние, како Достоинство, никогаш нема да прифатиме, признаеме или одобриме било каков договор со оние кои зедоа оружје во рака против оваа држава и народ. Во конфликтот во 2001 година и после тоа, бранителите, нивните семејства, загинатите и живите станаа граѓани од втор ред во својата сопствена држава. А што добија албанските така наречени борци? Да се потсетиме, челни позиции во најзначајните државни институции. Со вакви потези, етничкиот соживот, кој онака е кревок, власта не може да го направи постабилен. Дали пак со постоењето на рамковниот договор се спречи каменувањето на полицијата? Дали пак власта свесно се појавува на чествување, кај спомен обележја на загинати бранители, а кај некој не? Дали смртта на некој загинат бранител е повеќе на некој помалку значајна? Кој се појавил пред спомен обележјето на овие бранители? На овие војници, на овие припадници на безбедносните сили и полицијата. Да напомениме дека семејството на Маријан Божиновски се уште не е обештетено. Дали пак некој се заинтересирал за живите бранители или пак може би остварил средба со нив? И после се тоа се поставува прашањето: која и каква поука да извлечат младите генерации од настаните и конфликтот во 2001 година? Една мисла вели: патриотите секогаш говорат за умирање за својата земја, но никогаш за убивање за неа. Соживотот не се прави само преку реклами, туку преку конкретна работа, вели генералниот секретар на ИВЗ, Маја Богоевска. На последната меѓуверска конференција, Исламската верска заедница не се да учества по втор пат. Од ИВЗ вела дека имаат добра соработка со сите верски заедници, а со МПЦ се собирале 3 до 4 пати годишно. Не постои никакав проблем помеѓу Исламската верска заедница, МПЦ и другите верски заедници. Организатор на Светската конференција за диалог меѓу религиите не беше МПЦ, туку владата на Република Македонија. И ние имавме наши забелешки за владата, бидејќи 2010 година имавме договор за наше учество у конференцијата од 2010. Договорот беше дека одмah после конференцијата ќе треба да се почнува да се работи, да се обновува Прилепската џамија, џамијата у Лажес, како старо барање со декади вете, и некои други отворени прашања. Но од 2010 па се до 2013, кога беше конференцијата, третата поред, работите остана тамо кај што беа. И така да ние немавме никаква можност да учествуваме во една таква конференција, бидејќи соживотот не се за соживот не се работи само преку реклами, се работи преку конкретна работа. Ние продолжувавме да имаме добри односи со сите верски заедници. Тој вели дека договорите треба да се почитуваат до крај. Нашето неучество во конференцијата не беше поради верските заедници, туку поради владините институции.
тие ветија потпишат договори и не почитува ништо. Така да ние остануваме на тоа дека тие договори што се потпишуваат со една верска заедница треба да се почитуваат до крај и ние да имаме чист образ пред нашите верници кога веќе кажуваме нешто и треба тоа да се остварува. Ние јавно јавивме тогаш дека учествуваме на втората конференција, бидејќи имаме договор со владата на Република Македонија, односно Министерството за култура дека ќе се обновува Прилепската џамија и затоа ќе учествуваме. Од 2010-та ништо не беше остварено, дадовме и пари како Исламска верска заедница за првата фаза за обнова и сепак немаше никаков ефект. Така да од 2013 едноставно не гледавме никаква причина за наше учество, а тоа не значи дека имавме лоша соработка со другите верски заедници. Владините институции треба да ги почитуваат договорите и да придонесуваат за решавање на проблемите, додава Тахири. Еве што донесува светот. 12 лица почина од листерија во Данска. И за други вести од светот, покусата пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали ја користите услугата Мој термин? Секогаш задолжително, понекогаш, никогаш. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Меѓу уапсените джихадисти кои полицијата ги уапси во Косово има и македонски државјани, јавија локалните медиуми. Според информациите станува збор за 32 годишниот Бесим Шабани кој подолго време живеел во Урошевац. Тој е еден од 40 мината осомничени за учество во борбите во Сирија и Ирак и за поддршка на терористички организации. Тие денеска биле сослушани во Приштина пошто им бил одреден 48 часовен притвор. Светската здравствена организација ја одобри употребата на експерименталните лекови за борба против смртоносниот вирус Ебола, од кој што досега умря повеќе од 1000 луѓе. Експерименталниот лек Тримап, кој никогаш порано не бил тестиран на луѓе, им беше даден на двајца американци и еден шпански свештеник кој што подоцна почина. Во Србија пак 14 лица кои што допатувале од африканските држави се под надзор од институтот Батут соопштија. Тоа е стандардна процедура и сите луѓе кои доаѓаат од загрозени подрачја на аеродромот минуваат низ контрола на санитарна инспекција. И во Албанија се приведени 40 имигранти, од кои 5 имаат симптоми на овој смртоносен вирус. Појавата на листеријата поврзана со заразено данско месо однесе од септември минатата година 12 човечки животи, од кои повеќето во последните 3 месеци, објавија вчера данските власти. Министерството за храна, земјоделие и рибарство на Данска објави вчера дека по 11 месеци конечно е утврдено дека причината на заразата е популарниот засолен месен нарезак рулер полсе, што на дански би значило ролован колбас, а која го произведува еден производител во близина на главниот град Копенхаген, како што е познато. Листеријата, од која во Македонија изминатите неколку месеци починаа 4 лица, може да предизвика фатални инфекции, особено кај мали деца и повозрасни лица со ослабен имунитет. Особено може да биде опасна за бремените. Опасната бактерија може да разболи човек најрано за 15 дена, но дури и по 70 дена кога преку храна ќе биде внесена во организмот. Не се пренесува од човек на човек, но смртноста е многу висока. Од септември 2013 година во Данска се регистрирани 20 заболени од оваа болест, од кои 15 случаи се регистрирани од јуни годинава. Починале вкупно 12 луѓе, првиот на 13 септември лани, а последниот на 9 август годинава, пренесува Reuters. Данските санитарни власти ја покрена истрагата дури на 26 јуни годинава и биле потребни повеќе од 30 дена да се утврди изворот на заразата. Украина нема да го пушти на своја територија никаков хуманитарен конвој наменет за источните проруски побунети региони, изјави денеска министерот за внатрешни работи Арсен Аваков во очигледната намера на Киев да предизвика притисок врз проруските бунтовници кои не може воено да ги порази со предизвикување хуманитарна катастрофа во двата бунтовнички центра Луганск и Донецк.
Никаков Путинов хуманитарен конвој нема да мине низ областа на Харково, североисточна Украина, каде што првично по инсистирање на Украинското министерство за надворешни работи беше одредено на украинска територија да мине рускиот хуманитарен конвој со 280 камиони и 2000 тони основни продукти, храна, вода, лекови и генератори. Украина може да прими која било хуманитарна помош само во соработка со меѓународното право и само од Меѓународниот комитет на Црвениот крст, изјави денеска украинскиот премиер Арсений Јаценјуик, кој денеска го очекува рускиот хуманитарен конвој да пристига на украинската граница и покрај тоа што во вторникот Киев позитивно одговори на Москва на барањето за доставување на 2000 тони помош во источна Украина, каде траат судирите меѓу украинската армија, проруските бунтовници, откако беа прецизирани сите поединости за содржината на пратката, начинот на транспортот и маршрутата, како и начинот на делење. Портпаролот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст во Киев изјави дека разговорите за руската хуманитарна помош уште се во тек и се очекува конвојот подолг од 3 километри да пристигне до украинската граница вечерва. 12 украински доброволци кои се бореле против проруските сепаратисти во источна Украина се убиени рано утринава, а засега непознат број се заробени, откако нивниот автобус паднал во заседа на сепаратистичките сили, соопшти портпаролот на екстремно десничарската организација Десен сектор. Сепаратистите отворија оган врз автобусот што борците од Десен сектор превезуваше на борбена линија кај селото Мандрикино на пристапите кон бунтовничкото упориште Донецк, изјави портпаролот на Десен сектор, чии припадници се борат на страната на украинските вооружени сили. Според него, ова е нивна најголема поединечна загуба од почетокот на воените дејствија во источна Украина во текот на април годинава. Наблюдувачите на Обединетите нации за правата на малцинствата денеска апелираа до меѓународната заедница да преземе итна акција за да се избегне евентуалниот геноцид над припадниците на заедницата јазиди во Ирак. Илјадници припадници на оваа верска заедница се заробени на планината Синџар, северозападно од Ирак, по офанзивата на џихадистите од Исламска држава. Сите можни мерки мораат веднаш да бидат преземени за да се спречи евентуален напад во следните денови или часови, изјави експертот на Обединетите нации за правата на малцинствата Рита Ајзак. Хуманитарна помош за загрозено населените од воздух достави Светската здравствена организација, САД и Франција. Портпаролот на УНХЦР Адриан Едвардс истакна дека околу 35.000 луѓе успеале да ја напуштат планината и тргнале кон Сирија, од каде преминале во Курдистан во Ирак. Додека светот се уште е во шок по смртта на еден од најголемите комичари Робин Вилијамс, уште една тажна вест од Холивуд, една од најубавите жени на сите времиња меѓу последните диви од златното доба на Холивуд, Лорен Бекол, почина вчера на 89 години. Актерката, која беше во брак со легендарниот Хемфри Богарт, починала од силен мозочен удар во својот стан во Њујорк. Русокосата убавица, позната по својот длабок глас, имаше забележителни ангажмани како модел и како филмска и театарска актерка. Со светска слава се стекна во 40-тите и 50-тите години од минатиот век, но продолжи да работи до пред својата смрт. Родена е на 16 септември 1924 година како Бети Джоан Перски во њујоршки Бронкс. Интересно е што таа е единствена добитничка на Оскар која била мажена за двајца оскаровци, Хемфри Богарт и Джейсон Робартс. Имаше 3 деца, ќерка и син со Богарт, со кој беше во брак од 1945 до неговата смрт во 1957 година, а еден син со Робартс. Сега да го видиме времето низ бројки. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, овде е крајот на вечерашното издание на Светот денес натера. Останете со нашата програма.